Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов во интервју за МИА вели дека е должен да го предвиди развојот на главниот град и смета дека треба да води сметка што ќе се случува во Скопје во наредните 30 години. Понатаму Шилегов појаснува кога го презел град Скопје затекнал три поголеми проблеми. Првиот е булеварот Трета македонска бригада кон Лисиче, каде се уште постои перална на Среде булевар. Вториот е поранешната постојка на автобусот со број 24 во Кисела вода кај кружниот тек, а третиот е булеварот Христијан Тодоровски Карпош во Бутел. Очекува за 30 на дена да завршат градежните активности во Бутел и кај кружниот тек во Кисела вода. Според него, Скопје во изминативе 30 години било третирано како несакано дете. Наследивме само 6 цистерни за миење улици во јавното предпријатие Комунална хигиена, кои се недоволни. Порано 48 цистерни го имаат чистено овој град. Од 48 цистерни за миење на скопските улици, да ја доведете Комунална хигиена како јавно предпријатие на 6, некогаш на вистина се чудам што работеле луѓето кои пред мене ја извршувале функцијата градоначалник во последните 30 години, рече Шилегов. За следниот период најави зголемување на инфраструктурата на комуналните предпријатија, односно набавка на нови возила, цистерни, контејнери. Посочи дека привршуваат со техничката спецификација на една пообемна и поголема јавна набавка, која ќе овозможи град Скопје да добие нови и пофункционални контејнери од овие кои ги имаме. По документ би требало да има 6000 контејнери за комунален отпад, за да се задоволат реалните потреби на Скопје, а во моментов на скопските улици има само 4250, изјави Шилегов за МИА.